Со вадење на дел од асфалтниот слој во Кочани започна реконструкцијата на улицата Љупчо Сантов, проект кој е зацртан во програмата на општина Кочани за реконструкција и за кој се обезбедени средства во буџетот на општината. Она што го најавувавме и во кампањата, и пред кампањата, и во работењето во претходниот период од 4 години, дека јас како градоначелник заедно со вработените и службите кои што ги имаме основна задача да се грижиме за граѓаните на општината и да ги спроведуваме зацртаните проекти кои што ги донесуваме при крајот на годината, кои што ги одобрува Советот. Токму заради тоа, значи, за нас не беа толку пречка изборите, затоа ни наоѓа мана забелешки опозицијата дека тоа го правиме само заради кампањата. Значи, еве, се докажува, вториот ден почнуваме со еден поголем проект, надградба на улицата Љупчо Сантов и надградба на улицата Славчо Стојменов. Ние тоа ќе го продолжиме, ќе го направиме, како што го правевме и во минатите години, и така фактички ја почнуваме кампањата за изборите кои што ќе бидат во 2017 година, ако така можем да се изразим. Дали е готова конструкцијата финансиска за овие две улици? Кога дојдов во општината 2009 година, општината беше со минус од некои 16 милиони евра. Тоа го кажувавме повеќе пати дека ја саниравме општината, ги покривме сите дупки кои што беа во буџетите од претходните години и во буџетот за 2013 година се предвидени тие средства, тие стојат на располагање, ги имаме на нашата жиросметка и веднаш после квалитетно завршената работа ние ќе исплатиме нашите добавувачи и за оваа улица и за другите проекти кои што се предвидени во текот на 2013 година. И она што е предвидено во програмата, можеме да го отпочнеме со работа во наредниот период. Меѓутоа, потребно е најпрво да се конституира Советот, за да можеме да имаме поддршка и во тој дел, за да можеме, како што реков, дел по дел програма да ги реализираме и оваа година и наредните 4 години. Паралелно со ова ќе се работи на останатите инфраструктурни проекти во повеќе делови на Кочани, влезени во програмата на општината за оваа календарска